YouTuberството веќе подолго време е светски тренд, а моќта на социјалните медиуми и дигиталните платформи се повеќе ја користат наши деца, снимаат игри, снимаат влогови, објавуваат смешни видеа, едуцираат и забавуваат. Не секому му успева да допре до нашата публика, до пошироката публика, но тоа не е случај со нашите вечерашни гости. Инаку во моментов се едни од најпопуларните личности во Македонија, особено кај децата и тинејџерите. Се смеат во посетина, имаат илјадници, добро, имаат илјадници фанови, тоа им годи. Секојдневно делат автограми и затоа денеска или вечерва се во Живот со стил да ни го раскажат нивниот пат. Им велам добро вечер на Марко Марковиќ и на Стефан Рашковиќ. Веројатно вака ги знаат само по дома, публиката ги знае како Марко Джипи и Стефанатор. Здраво, добро вечер, дечки, како сте? Добро, супер, одлично, фала на поканата. Гледаш, убаво сте синхронизирани на самиот почеток. Ви годили најавата, што си мислите, дури ја кажував ја сега најавата? Па секој се смееме на тоа најпопуларно, бидејќи не можеме да го прифатиме така. Како сте, дечки? Добри сте. Со Стефан се видовме, нели, некаде септември, октомври ни беше на кратко гостин во друштво на господинот Трифон Костовски. Ви рече, спремаме нешто ново и од тогаш ве чекам да се појавите. Поводот за гостувањето е промоцијата на книгата или книгата Нашиот пат, нешто подолу. Прво, ве прашувам дали ви годи популарност, свесни ли сте за тоа колку сте популарни во Македонија? Ќе почнем од Марко. За свесни не сме свесни, не знам кога ќе станеме свесни, најверојатно никогаш, а за годење не знам, забавно ми е мене и ете, можеби животов ми го направи поинтересен и понеобичен, така да, интересно. Стефан? Па исто што ќе кажем Марко, дека сме свесни, нема да бидеме свесни, не знам дали некојаш ќе бидеме доволно свесни, не знам, исто што би го кажал јас буквално. На самиот почеток сакам да разјасниме дали добро се заработува во Македонија, нели, на YouTube, како се добиваат парите, кои се условите? Повели. Искрено, никогаш парите не ни биле главна цел и главна тема со тоа што почнавме на YouTube, како што можеби и денес не ни се. За заработување иде тоа преку реклами, што се закачуваат на видеа покрај видеото на YouTube страницата, ама тоа е се ситно бидејќи толку вредат нашите реклами. Ама, као што реков, не сакаме многу таа тема да ја ставаме на прво место, бидејќи не ни е ни на нас. Кои се условите, кажи ми, Стефан, според тебе, како се заработува на YouTube? Ми кажа, нели, Марко, неговиот став, по негов стил? Па во мој стил би било слично, зашто никош не била ни примерна цел, затоа што и тие има многу луѓе што не знам дали има, али погрешно е да почнеш со цел дека сакаш да заработиш. Оваа работа не е воопшто таква, ако не наречеме работа. Главната цел е да исполнува тоа што сакаш да го правиш, да продолжиш после. Секоја заработка може само да ти биде награда и да ти помогне да се усовршиш и можеби да се подобриш опремата. Да, буквално мислам дека што и да нешто што сме добиле дали преку спонзор, било што сме инвестирале за се поквалитетни видеа да правиме, така што одлично. Тоа е сега за сега. Ми кажавте на почетокот дека не се доживувате, нели, онака популарни како што јас, нели, ја кажа во најавата таа популарност. Меѓутоа, по колку пораки дневно добивате на социјалните мрежи? Марко, Стефан? Многу. Не знам. Што најчесто пишуваат? Многу. Познах. Поздравиме во видео. Мислам дека тоа и до ден се уште име можеби најинтересно доживување името на гледачот да се спомне во видео, така што затоа највеќе такви коментари, ама има секакви, има прашања, има некои можеби бараат помош или мислење за нивни YouTube канали, ама од буквално се што може да се замисли, секакви пораки има. Доста се актуелни, извини што те прекинав, доста се актуелни се прашањата за која ќе дојдеме во нивниот град, дека сега шетаме секој викенд, така да тоа е доста често прашање овие денови. Од каде најмногу ви пишуваат, од кој град? Од сите, мислам. Од сите. Успевате ли да им одговорите на сите пораки? Не, јас ќе кажам дека не успевам поради тоа што не е само YouTube, факултетот е секогаш гледам да ги балансирам тие работи, бидејќи и двете одзимаат доста голем дел од денот и доста многу време, поради тоа што сакам да сум успешен на двете, ама така кога стигам одговарам на се што можам. Наоѓаш ли време на сите да им одговориш?
Стефан? Не, колку и да сакаш е невозможно, ама ета кога можеме одговараме. Инако најлуд коментар до сега што сте го добиле, порака, критика, ајде. Како најлош? Најлуд коментар. Најлуд. Ај добар најлут нека ти текне. Па не знам. Па не знам. Не знам што би го извелко најлуд, не ми текнува сега моментов. Има многу луди, дефинитивно. Има многу прекрасни и вау коментари, затоа не би издвоиле нешто. Нешто кој случка еве сега што се случи во Куманово, ние побараа водата што ја пиевме на крајот. Леле, да. Тоа е нешто лудо што Добро, тоа би било нели некако непристоен предлог, ако ве прашам непристоен предлог од вашите обожаватели. Мислам чудно беше, ама не дека го одбивме или нешто така. Добро, земете вода тако. Сакам да пијам вода од шишето од чашата на или Марко само да го или имаат шишето, не знам. Да. Добро. Не знаеме, само шишињата не ги побареме. Кога сме кај коментарите, ќе продолжам со предлозите, непристојни предлози од ваши обожаватели, претпоставам обожавателки. На коментари на видео? Предлози во порака директно ќе ве прашаат можеме ли да излеземе на кафе. Има ли такви непристојни предлози? Не би рекол дека толку директно имало. Да, ама може би имало Добро, обиде што би целеле на така, ама од- конкретно така да некој толку да е отворен од одма да тоа да биде првото прашање, не. Добро, ова не сакаш толку отворено затоа што си веќе во една љубовна врска, така? Или да не откриваме? Не. Дали сте влюбени? Ја не би коментирал. Да, исто. Нешто крие. Добро, интересно е што секој од вас нели има свој YouTube канал кој што е препознатлив на свој начин, но во тандем направивте вистински бум. Сакам да ми кажете чија беше идејата да се споите. Идејата беше на Самото беше онака како само си што идејата Кога беше. добро, кога и како ние се како тандем или проектот сега што ви? Проектот сега да или како Вие најпрвиот контакт? како тандем, кога се запознавте, како Јас се те викнав да споивте? снимаме видео, така? Јас те Значи викнав. збориме за YouTube, а после за нашиот пат. Вака, ја му пишав да снимаме, сакам нешто поврзано со гейминг, бидејќи јас снимам игри, и тој ми рече: "А да, ја имам идеја да правиме тоа 50-50 види." И викам: "Еј, супер, па кога веќе сме спремни, ева кај мене ќе снимаме, така што мислам дека заеднички еве, јако Кога нешто беше тоа? 2017 февруари. Да. И тоаш уствари многу е убав начинот што седиш со некој што го ја има истата цел, истата пасија како тебе и одмав некако кликнавме да го употребам тој збор и од тогаш ете снимавме уште неколку видеа од тогаш и ете денес да направиме нешто книга. поголемо. Инаку Стефан има 21 година, Марко 19. Добро, сакам да погледнеме едно видео. Знаете дека поводот за гостувањето е промоцијата на книгата Нашиот пат, па од тука ќе го погледнеме и видеото на Марко и на Марко GP и на Стефанатор и се враќаме во студио да го искоментираме. Што направивме, Стефане? Стефане, што направивме, Стефане? Да, вистина. Зборовите што сега треба да ги изговориме е нешто што ние никако не можеме да... Ајде, кажи го веќе, ама... Не, брат, како? Напишавме книга, бе, брат! После толку не, стварно не е невозможно, неверојатно, не знам како се случи ова од првиот повик од просветно дело до ден денес, како испадна, зашто, како, не знам, али прекрасно. Значи, кога почнавме да го правиме ова, почнавме негде да го правиме во јули, што значи дека Јуни може беше. некои 7-8 месеци веќе трае целиот процес на договарање, пишување, дизајнирање, се. А да им ја покажеме книгата, пошто од преска викаме книга, никако да видат видео. Чекај, Сакаш да... полека. Доста, готово. Доста, брат. Одгоре те доле. Брат, Прерадосни сме. Значи, дали би сакал ти да им покажеш дека внатре не е роман и не е само текст? Да, не е ова типична книга како што ви е првата асоциација за книга дека некаков роман или не знам што.
туку... YouTube видео да гледат ту книга. Баш. До негде. И кога ќе отворите, вака ќе покажам најбрзо што можам, вака нешто. Толку Цела е шарена, цела е Шарен, прекрасна, да, цела е- се. Прегорди сме, прерадосни сме што го направивме. Мораме да кажеме дека буквално сте вложиле се во книгата, знаењето, љубовта, енергијата, желбата, секој атом од вас, за да го направите ова. Промоцијата се случи на 26 јануари во МКЦ. Еуфоријата беше преголема. Ја мислам дека ваква хистерија немало одамна. Како помина промоцијата и зошто треба да си ја имаат книгата Нашиот пат? Значи, сега баш коментиравме гледајќи го видео кои беа очекувањата кога го снимавме видеото и тоа што се случи во МКЦ беше наистина неверојатно, едноставно толку никогаш ни на крај памет ни на сон не очекувавме дека толку многу побарувачки, толку многу луѓе ќе се појават на ден каде што сите неповолности што може да се случат, може. Ја знам, имаше и протест за загадениот воздух, имаше и снег паднато тој ден. И Многу ни пишува до 10 сат, сите ни пишува на Инстаграм дека нема да поради снего, дека Да. и од други градови доаѓа. И рековме колку 200 ќе дојдат и 100 ќе се продадат и доста. И? И после Ништо не ги спречи, нели, да се појават. Зошто треба да ја набават книгата? Оу, Добро. Книгата треба да набават доколку сакаат било какви совети што можеби ќе им помогнат за нивни YouTube канали, слободно можат поради тоа да набават. Исто така ако сакаат да дознаат работи за нас кои никогаш не ги дознале преку YouTube видеа, друго Стефан зашто може да набават? Па за да се доближат поблиску до нас, ние кажаме многу работи што ги немаме кажано во видеата и како што кажа Марко и тие работи што ги набра и он, а и да не познаат, да не дознаат кои се Марко и Стефан во... Исто така имам издвоено препораки, омилени видеа. Можеме ли сега малку да дзирнеме и претпоставам дека ми носите да ја подпишете или значи, ова со сакавме сега посвета на за камера, живот бе. со стил за емисијава да имам Напреден јас зир вака. Да, не знам колку може да еден дзирнеме. примерок. Па не Еве во може- камера бамо можеме во тројка камера. Еве се вака убави, се гледаме. Чекај, уште не се гледаме. Валјда, не знам. Се гледа, јас се. Ете сме. Многу сме убави. И сега не знам како почнува вака, еве сме јас и Марко. Се гледаме еден со друг. И цела е буквално цела е во боја. И не е кој што кажам и во видеото типичен роман, туку има се што внатре. Добро, во меѓувреме сакам посвета нели од Обавезно. вас. Ќе кажеме дека вашата книга забележа или бележи незапаметена продажба благодарение на нашите пријатели Просветно дело, кои што организираат и турнеја за прв пат во Македонија со подпишување на книга. До кај сте со турнејата? Очекувавте ли почит ваков и прием? Благодарност до Просветно дело, буквално е книгава и сега со турава. Браво. Навистина не очекувавме толку добро дека сега се изорганизира, а сега за сега турата поминавме 3 града, тоа беа Битола, Ковадарци и Куманово и сега задутре, добро, оваа сабота ќе биде во Охрид и после продолжуваме уште Прилеп е на крај ствари и Штип и Струмица. Добро, сакам и да ја книгата видам после. пораката, добро. Ја да пишам. Во меѓувреме кажи ми некои интересни моменти од турнејата, Стефан, низ градовите кои што ги посетивте до сега? Па интересно, нас се не е интересно, затоа што ние... Ми кажи за чашата вода или Бокманово што се случи, Да, меѓутоа? за шишињата. Аха. Нас ова ни е најважен момент затоа што ние најмногу живееме во моментот кога се сретнуваме уствари со тие што најмногу не следи, тоа најмногу не исполнува. Ние ги најавуваме средбите дека ни почнуваат од 12 до 6, а уствари ги почнуваме порано затоа што гледаме дека веќе има многу насобрано, па знаат да траат и до 7-8. Ама тоа сепак не ни изморува толку затоа што тоа е тоа што сакам да го правиме, тоа не исполнува и нема непроценливо е да дојде тој што те гледа секој ден и да каже што има да каже. Мене ќе ми биде предизвик да ја отворите книгата, нели со пораката која што ја оставивте за емисијата и за мене, можеме со камерава тоа да го регистрира и да ми ја прочиташ пораката. Јас и Марко мислам исто сме пишува за Елена, живот со стил со многу љубов и денешниот датум. Одлично. И подписите. Супер. Ајде сега ќе направиме првата пауза овде со да погледнеме дел од едно ваше видео, кој сака да биде илијардер.
Тоа некако ми остави печаток да преку 130.000 прегледи на YouTube има токму ова видео. Која е вашата цел? Која е бројката која сакате да ја достигнете на YouTube? Не знам, како... Мислам дека не ни Најмногу имаме. прегледи Не, имате? немаме, навистина немаме. Колку иде, толку иде, као целта ни е да забавуваме, да споделуваме содржини, не сме гледале бројни цели да имаме. Добро, преку 130.000 прегледи на кој сака да биде илиардер. Сакам да го погледнеме ова видео и се враќаме назад. Дами и господа, добре дојдовте во моето официјално 1000-то видео по чиј повод, како што можете да видите од почетокот, правиме кој сака да биде илиардер. Денеска со Стефо Натало! Здраво, господине, седнете на жеското столче, почнуваме со... Здраво. Си кажам дека појма нема што се дешава. Зашто ме брат, здраво? Дали си добар? Не. Дали си одличен? Здраво. Здраво. Како сте? Нервозно. Нервозно? Да. Телефонот да... Имаме малце по буџетна верзија на Абиц. На кој сака да биде илиардер? Илиардер, брат. Што е илиардер, бе, брат? Затоа ќе отворите на вашиот месенџер кај сликите што ви стигна. На нашиот. Да. Значи, правилата ги знаеш, 15 прашања, од 1 до 15, 15-то води до 1000 денари. Имаш повика и пријат. 1000 денари. Повисока буџетната верзија од милиардер. Ако, брат. Имаш 3 џокери, 50-50, повика и пријател и... Која публика, брат? Кој пријател? Брат! Брат, само... Шо? Солзи на очи. Не ни почнавме. Снимали бе ова? Што прашање ќе има? Океј, ако сте спремни, може да почнеме со првото прашање. Дали сте спремни? Да. Спремни сте? Не. Почнуваме. Гледате илиардер. Ајде. Ева. Значи, прво прашање за еден Нема денар. време да размислам, така? Да. За еден ден. За еден денар. Ајде, сорти. Како се осеќаш? Под А, добро, под Б, супер, под В, одлично и под Г, фантастично. Има грешен одговор, а? Не знам. Фантастично, брат. Под Г, конечен Да. одговор. Точно, освоивте еден денар. Сите оние кои што сака да го погледнат целото видео на YouTube, кој сака да биде илиардер во друштво на Марко GP и на Стефанатор, обично за секоја приказна, за секој нов почеток се вели дека е тешко, нели дур се осварат со ништото, особено кога нели треба да ја купиш публиката, знае некогаш да биде сурова, некогаш искрена. Меѓутоа сакам да зборуваме за вашите почетоци. Како беше твојот почеток на YouTube, Стефан? Мојот почеток со YouTube почна поодамна кога снимав на англиски, снимав игричка на друг канал, ама кога играта тажно ми се затвори, си решив дека тоа време баш и почнував да ми искачаат луѓе што зборуваат на македонски и кога се внесов поише таа приказна кога гледав повеќе, решив дека сакам јас да бидам дел од тоа и да пробам и јас да зборам на македонски. Го направив канал Стефанатор некаде летото од 2016 и така почна мојата приказна. Каква е твојата приказна со јутјуберството, Марко? Многу ми се допаѓа како двајцата со англиски имаме почнато нешто, ама добро. Исто јас до душа јас почнав со YouTube крај на 2008, почеток на 2009 со снимајки глупости низ дома, видеа по 5 секунди, по онака само колку да се стави на YouTube, не знам, без никаква цел. И потоа во 2012 почнав посериозно на англиски да снимам и во 2014 кога веќе видов и почнуваа да се појавуваат еден, двајца македонски јутјубери и видов дека има публика која ги гледа, реков добро волку години на англиски правам, можеби треба да пробам тоа знаење што до сега сум го стекнал на македонски да го искористам. И така почнав крајот на 2014 и мислам дека од тие 6 години претходно никогаш не сум добил толку поддршка колку што добив на првото македонско видео. Која беше пораката, која беше содржината на
тоа прво македонско видео? Супер, топ си снимај повеќе. Снимај повеќе видеа и добро ќе снимам. Чим има некој што сега конечно ми бара повеќе, почна да снимам и така доаѓаат луѓе, по полека. Добро, а многу родители знаат да им кажат на децата своји немој да ме се глупираш, немој да се снимаш, земи пиши домашно, пишувај домашно, нели? Какви беа реакциите на почетокот од вашите родители? Исто како што кажавте вие, беа реакциите на моите дома, но со тек на времето и кога навистина во живо има прилика да видат уште на првиот митап собир со фанови дека има луѓе што тоа што го правам им значи и дека не следат и не поддржуваат, тогаш сватија дека YouTubeот не е само глупост, туку нешто да значело. Да се даде, нели, поддршка. Да, почна да ме поддржуваат од тогаш. Стефан, во твојот случај? Па Што ти велеа? Веќе мразам да кажам исто, али толку сме слични со се, али ете, исто на почеток не име ни јасно што се случува и што е тоа воопшто YouTube, зашто се снимаш, али како поминува времето, како гледат некаков си резултат од тоа што го правиш, нормално дека сите се те поддржуваат максимално. Имаме неколку фотографии какви бевте вие како деца, ни ги носите од дома. Ќе направиме само една кратка пауза за нашите пријатели рекламите и се враќаме назад со популарните GP и со Стефанатор. Успешни, паметни, искрени, кои што знаат да едуцираат и забавуваат на своите YouTube канали, GP и Стефанатор. Какви беа како деца? Првите фотографии сакам да ги погледнеме од Стефан, може? Ајде, одиме со... Ајде видиме Стефан што има. Ова си ти како... Да, ја ќе ставам само на очери, Добра. за да си гледам поубаво. Јас те замолив нели да ни донесеш 5 важни твои животни фотографии, па сакам да ги скоментираме. Па не знам колку се важни, ова е само си го чешам вратот. Ова е покрај кеот на Вардар, мојот прв точак, ако е точак, нешто такво, мојата прва возила. Покрај кеот на Вардар. Добро, одиме се следно. Тука знам дека си ја удрив главата, дека сите ми се смеа, а мене ме болеше. Ова беше некој роден, некој браточетка, ме гледам торта дека има со барбика и добро памтам дека тука си ја удрив главата од масата оствари. И они ме сликале, ај детева ја удри главата да го сликаме. Ова беше денот кога на крштевката, оствари ова е сестра ми како ме држи, мислам дека ме облака тука. Се спремаме. Еве малку од поблиску нели да се запознаат вашите фанови со вас преку фотографии. И ова имаме една многу брза фотографија со тие прекрасни очила и тоа е тоа. Супер, одиме со следни фотографии, имаме од GP, сакам да ги погледнеме. Ајде да видиме се. Да видиме што ни носиш. Тука можеби ја имам најдобрата маска за маскинбол, не знам колку сум стар, млад. Добро. Не знам, смешен бев и мајка ми ја дизајнираше се. Да речам маскава и Да, многу сум бил убав кловн. Да. Кажи ме на колку години си кај си ова овде за 1 април веројатно Да, за 1 април, а добро. колкав сум градинка. Добро. 4, 5, 6 години. 5. И тука сум уствари во градинка, имав и до ден денес многу ми се допаѓаат лижавчиња на што се како цуцла и исто како мал, многу во вкус има и си ги сакав и тука сум во едно дома, ама во едно старо куќиче што не позади. И тука нормално сум на компјутер бидејќи уште од мал со видеоигрите, се гледа каде е терал мојот YouTube канал, во пижами како и ден денес. Тука не знам што сум мислел, ама нешто вака раперски сум застанал, нешто сакам да бидам рапер. И тоа е тоа. Добро, супер. Сега ви е многу полесно ќе се согласите, допревте до илјадници фанови, но како беше на почетокот? Имавте ли негативни коментари, како им реплициравте? Ако сте имале нели на самиот почеток? Јас не се сеќам дека сум негативни, јас немав долго време од почеток. На почеток не, сега знаат да има негативни, ама не дека нешто ни пречат. Тие што се баш негативни, зашто нели постојат секогаш два вида на негативни, едните се навредливи, другите се конструктивни. Ако ти каже ова не е добро, може да биде вака подобро. Тие ги прифаќаме, а оние што се само да те навреди, не допира до нас, може само да се изнасмееме. Како им реплицираш, Марко, ти? Не реплицирам, односно на тие што се критични, често пати сум се нашол во ситуација да им вратам, ти благодарам на
на коментарот и ќе гледам да се подобрам во тоа, а за тие што се, како што кажа Стефан, навредливи, обично ги игнорираме со исклучок на тоа што решив во 2 видеа во скорото минато направив 2 видеа каде што се изнасмеавме заедно на едни од најинтересните така навредливи коментари. Така им реплицираш, им врати на некој начин. Не враќање, ама едноставно читање со комични цели. Супер. Вашата работа е јавна. Како гледаат професорите на ова што е ваша главна секојдневна преокупација? Мене во средно, за факултет уште немам ништо коментар од професор, не знам дали ме знаат или нема, од средно ме поддржуваат сите, што знае. Пола од нив знае. Да, јас почнав само што завршив средно, мислам почнав дека беше летото од 2016 и само што завршив за средно, така да од средно немам. А на факултетот многу малци имам добиено коментари, ама сите се позитивни, дури ме гледаат. Така да интересно и ме поддржуваат. Марко, ако пред 3 години освои 9-то место во Microsoft PowerPoint и беше македонски представник нели на светскиот Microsoft Office шампионат во Орландо, тогаш беше едно срамежливо детенце, се сеќавам на некои изјави по телевизија, по вести како нака срамежливо даваше изјави за. И сега сум срамежлив за ден. Мислам дека нешто да се измени и мислам дека сега си малку поопуштен и Да, ама уште не сум целосно опуштен, ама да. Иначе да, во 2016 беше топ, за прв пат се донесе. Ејте си. Се Врати се назад. Ете ме Со милионот. Со милионот сега. Добро. И навистина беше прекрасно искуство, тогаш прв пат се одржа тој таков надпревар во Македонија, што во странство веќе мислам повеќе години се одржуваше. И немав цел да победам, како сакав онака, ајде да дам се од себе, колку знам PowerPoint, као мало имам правено презентации и малце се спремав за надпреварот. И кога дојде државниот, реков ај најбрзо што можам да го направам, бидејќи се беше трка на време и кога видов сум освоил прво место, викам леле ќе идам во Америка. И беше не знам. Сега кај се кажи ми каде го продолжи своето образование, што студираш? Финки, факултет за информатички, сега името да ќе го утнам, ама за информатички факултет, софтверско инженерство, информатички системи студирам. Така, со Стефан се запознавме, нели ти си на студент по мултимедија и дизајн, тоа го веќе го рековме и си тоа го рековме во септември, октомври во гостувањето на емисијата и си проект менаџер на оние 90 секунди. Се сменија некои работи и можеш ли да издвоиш онака најпопуларен или соговорник кој што ти оставил најголем впечаток? Работите само се сменија што сега оди неделно. Првата сезона не ми одеше неделно, а втората сега се уште немам утнато, оди буквално секој петок од 13:00. Омилен соговорник, сега мислам дека веќе можам да го издвојам Талат од Преспав, што таа епизода, мислам, јас буквално не можев да се созам, не можев да ги поставам прашањето од смеење, што прв пат ми се случува и дури мислам дека и сите што го гледаат тоа добро го прифати. Ја мислам да не е професионално од моја страна што се смеам да ги поставам, ама ствари тоа исполно ствари да е уште посмешно што ја се смеам, така да. Мислам дека и на сите ме омилена епизода. Сака нешто Марко да ти каже веројатно околу тие 90 секунди кој се говорник? Ја кренав рака дека се согласам, Талат беше врв и ти алал дека ти е ни направи Стефан 90 секунди со гостинот со Трифун Костовски тогаш во тоа време. Јас сакам на кратко само да ви поставам блиц прашања, нема да имаме тајмер, меѓутоа брзи одговори сакам по колку кафиња пиете на ден? 1. 0. Некогаш ни 1. 0. Кој хаштаг најмногу го користите? Нашиот пат. Да, сега за се нашиот пат. Што пеете додека се туширате? Поп. Опера. Ариана Гранде, Ава Макс, Ријана, Дуа Липа, така натака. Ава Макс, браво. Омилен светски јутјубер и зошто? PewDiePie. PewDiePie исто. Зашто е звер. Најинспиративен е во секој поглед. Најискрен, најотворен и најдобар човек, што никогаш не го виде јутубот како начин за праќање пари, не знам. Буквално најзабавниот јутубер и мислам дека од сите јутубери најискрен. Марко, Стефан, прашање до вас. Која позната личност би сакале да ја запознаете? Нема да кажеш PewDiePie? Па не. Добро. Не, дека стагнам, не знам, Леди Гага ја стагнам. Порано сакав поише да го запознам, а јас сега за сега сакам. Не ти стана патетично од ова сега од Оскариба или? Патетично? Не, Супер, добро, ја обожавам секој поглед. Рековме сега дека си во таа љубовна фаза.
Ане Мари и Ариана Гранде и Ријана. Омилен цртан филм? Чекај, неколку ми проврте у глава. Она кучето што се Степан, те плашеше. исклучувам. Те исклучувам, одигра Power многу Rangers, мислиш. не знам. Да, или Power Ranger или тоа The Cowardly Dog Show што беше на розово куче, многу јако. Fortnite или Counter? Fortnite. На најинтересното за крај прашање. Што би правеле ако немате интернет? Би се мрднале. Исто. Не знам што би правел. Буквално немам одговор на тоа прашање. Барам краток джингл, имам подароци за вас од нашите пријатели за кратко. Мене кога ќе ме фати криза за сладки задоволства, секогаш е тука витаминка. Со сладки задоволства од витаминка ќе ги почастам и Марко Джипи и Стефан Атор со овие прекрасни колекции. Некаден пред крајот на емисијата. Сакам да ве прашам, повелете ова на крајот од емисијата ќе си земете и ќе уживате со витаминка. Предпоставувам дека она што особено ги интересира вашите фанове е што е потребно за некој да стане популарен и влијателен јутјубер. Прво не треба да мислам да има популарноста и влијателноста како крајна цел или како цел кон која цели. Мислам дека барем за YouTube платформава треба само да си го споделува и да го креира тоа што сака да го креира и што го исполнува пред се него, а потоа ќе се најде публиката што исто така ги пронаоѓа истите негови интереси и ќе го гледа и ќе поддржува. Така не фокус на пари, на влијателно, на не знам, на слава X. Додаде нешто, Степан? Како се станува Би додал јутјубер? само дека секој треба да биде искрен, најискрен со својата публика и ние сме уствари многу среќни што тоа што сакаме усвари да го правиме, тоа што нас многу не исполнува, они толку го прифаќаат. Ние не можеме нешто повеќе да посакаме кога тоа што најмногу сакаш да го правиш и тоа е така прифатено како што е. Така да мислам дека само искреност и да продолжиш да правиш квалитетни содржини и тоа е тоа. И Меѓутоа- да додадам, извини, редовност. YouTube бара редовност. Не мора да е секој ден, ама секогаш да е константно да се поставуваат видеа, многу помага и многу ми помогна мене редовноста да се истакнам на некој начин. Меѓутоа, бројот на прегледи не секогаш подразбира и квалитетни видеа. Се согласувате, така? Да. Да, некојаш Што сакаат да гледаат? Тоа е некогаш Смење. многу непредвидливо. Да, ама буквално имаме видеа кои што сме ги направиле во 3 часа на вечер во хотел надвор од држава, што се многу повеќе гледани него ли некои проекти што сме ги работеле со денови, со неизморни, неспиени часови. Така што Значи, смењето секогаш успева затоа што живееме во време каде што тешко нешто што може да те насмее и кога некога ќе успееш да насмееш, тоаш не знам кога си го освоил светот. и подобро Тогаш живот знаеш сме. дека си на вистински пат, нели? Кои три теми најдобро поминуваат на YouTube, Стефан? Ако зборам само за мене, 90 секунди, предизвици и не знам, влогови можеби. Марко? Па добро, игрите секако се тука, иако мислам дека моментално живееме во некој период каде што тешко е игра да се избаци, затоа секогаш гледам најдоброто од игрите да се најде, ама покрај тоа исто и кај мене мислам дека предизвици и песни. Да. Песни секогаш песни, еве Стефан не кажа, ама песна кога и да направиш песната, мислам треба да е квалитетна и добра, ама песните многу ги сакаат. Што е со хуманоста? Ви се јавуваат ли? Имате ли такви јавувања да помогнете некому? Да, преку често и вашите? го правиме тоа, дали преку видео било или преку Инстаграм да објавиме, да споделиме, колку и да е нашата можност да опфатиме луѓе да разберат за тоа и да помогнат, секогаш сме го правеле тоа кога ќе ни се понуди. Исто кој буквално истиот Како одговор гледате затоа што на Марко кој да кажа за двајцата, така да. Па да, Добро, за да зборим. ако ве прашам приватно, кои сте? Марко, ако дојде кај нас на утренска, ќе каже, јас обично станувам во 12 часот на пладне, Абе. малку сум поспан. Па добро. Како ве случаат сега? Дали си направи една работна навика дека треба да стануваш дека си? Ја не знам тогаш кога сум бил во утринска, дали било преку лето па сум кажал така. Ова мојот колега ми помогна, инаку не Да, знам. ама обично станувам многу рано, бидејќи или факултет или обврски со снимање, нема шанси да станам покасно од
од 9 ми е лимит максимално. Марко, кој си приватно? Ајде кажи ни сега. Што е тоа што тебе ти исполнува? Што сакаш да правиш во приватно време? Се дружиш, излегуваш? Студент сум на Финки, сакам се што е поврзано со компјутери, затоа одбрав и таков смер да студирам со програмирање. Исто така обожавам монтажа и создавање видеа најдобро што може и најкреативно што може, затоа и YouTube-от. Славата никогаш, односно тоа што сега ме следат публика, никогаш не сум знаел дека ќе осакаме, дека ќе ми биде интересно се додека не се деси, се додека не се случи. Така што тоа е нели скоро случајно со YouTube-ов. Освен тоа, многу сум, како да кажам, сакам да живеам младо. Многу сум весел и некојаш знам да претерам. Сакаш да задржиш тој младешки или детски дух во себе, нели? Да, буквално ако сме искочени друштво и се шетаме по улица, тој што рипа и што вришти меѓу нив сум јас секогаш, така што тоа би додал. И не знам друго што да кажам за себе. Гледам да сум одговорен, бидејќи имам многу обврски моментално во животот, иако пред тоа бев мрза невидена, ама школата ме натера да сменам таа карактеристика и YouTube-ов, нели, преблагодарен сум тоа што ми се смени. Стефан, како ти би се опишал себе си? Сега дека Марко толку изназбори ми Па даде не знам ја одговор. више што да кажам, не знам дали кажав се што треба сега. Сега најчизи одговор што можам да го кажеме, ќе то знаете во книгата. Не знам, Стефан е едно се уште многу малечко детенце, што не сака никогаш да порасне и што се уште не се гледа себе си кој некој што има 20 на година, туку се осеќам кој да имам, не знам, некој 14-15. Ја 12. И одбивам тие, еве, за тоа уште немам ни положено за кола, не знам, не се чувствувам јас да се видам како возач, кој некој си, не знам, едноставно сум детенце што се уште така и размислува. Како на друг начин да се представам, ова ми е тема што треба поише да размислувам. Се борам за тоа што го сакам, многу имам онака соништа што сакам да си ги остварам и секогаш гледам за тоа што живееме барем денес во време каде што можеш да се реализираш на кој начин ќе посакаш, само ако доволно го сакаш и ако доволно работиш на тоа. Ова добро ти беше. Да, Добро. да. Не знам Добро, ваши професионални амбиции кои се? Каде се гледате вие за 10 години, ајде? Па сигурно нешто креативно во секој случај, ако не ни трае ова сега што го правиме, сигурно би се реализирал на друг креативен начин. Еве јас што студирам дизајн и мултимедија, тоа е многу креативна работа. Или би правел пак некој видеа и би правел нешто што ми исполнува, или би земал би дизајнирал нешто, некој графички дизајн, нешто такво. Марко, ти Јас каде се исто гледаш? сам да се надоврзам на тоа Стефан што го кажа за амбиции, за тоа секогаш буквално мислам дека еве назад на YouTube тоа што може би ми истикна е тоа што дури ни самиот не знаев дека толку борбен дух имам кога треба да се покаже на нешто и секогаш го давам максимум од се што знам и што не знам од себе и можеби затоа и се случи тоа што освоив прво место на државен надпревар. А себе си за 10 години се надевам, од најискрено се надевам дека YouTube-ов ќе остане најдолго што може, ама затоа секогаш го имам многу цврстиот план Б, а тоа е сакам затоа го студирам на факултет исто најквалитетно што можам за да ми биде како па не би рекол втора, би ги кажал и двете први работи. Сакам и YouTube-от и нешто во врска со IT светот да бидам паралелно на двете полиња, бидејќи и креативен сум и сакам. Додуше програмирањето бара креативност, така да. Најважно од се толку се популарни, воопшто не ги удира славата во глава кога веќе ги прашам нели како би се опишале едни скромни деца, а ако ве прашам на пример Марко, што не знае публиката или јавноста за Стефанатор, што би кажал ти? Знае да биде поише дете дури од тоа што е на видео. Ама тоа претпоставам во мое присуство, пошто јас кога ќе почнам да полудувам на сите страни и тој заедно со мене, ама да, многу е и многу повесел, знае да биде некогаш оф камера кога не снима. Ај сега Сега јас треба вратимо. за Марко. Ај сега вратимо да видам во какво издание него знае јавноста Марко. Па работата што ние се представуваме и такви кои што сме и не криеме работи, така да нема многу да кажеме, али не знам, Марко многу знае да ме нервира, многу пишти, многу така, не знам кога сме заедно сме да не сте во наша близина, зашто многу сме избувливи, се дереме и не знам.
така некако. Каков совет ќе им дадете на вашите следбеници? Многу пишти. Реално. Совет на нашите следбеници. Во врска со, Со тоа што го работите, доколку сакаат да да бидат станат нели идни нека јутјубери. го прават. Да. Нашиот пат може да знаете. Ама не, шала на страна, секога да се пронајдат тоа што навистина ги исполнува и тоа што навистина го сакаат да го прават и да пробаат во тоа кој начин да е нормално без повредувајќи други, кој начин да е да си го исполнат тоа што го сакаат во животот, бидејќи мислам дека токму тоа го правиме и ние сега. Се бориме цврсто, амбициозно, колку и да е трнлив патот да си оствариме нешто што не исполнува. А тоа откривме YouTube-от. Највеќе од се. Така е. Може би ќе звучи клише, меѓутоа не се откажувајте, нели, што би рекол Стефан? Да. Не знам, ја исто што би го кажал затоа што веќе зборевме на темата дека ако нешто замислиш, ако доволно го посакуваш дека можеш да го оствариш и истото не се откажувајте, борете се секогаш за работите што сметате дека се правилни и тоа не постои лимит, туку можете да одите до каде што сакате. Многу добро изгледате, стилски, нели, изразени во емисијата. Кој ви помага вака да се дотерувате, да се облекувате? Сами. Кој се Јасно по грижи? стилот, ама сами. Супер изгледате за ваши години, одлично. Благодарим. Океј, смислете ми рецепт за среќен и квалитетен живот за публиката на Живот со стил. Што е за вас среќа, како до среќен и квалитетен живот? Јас во меѓувреме само да кажам дека токму оваа книга Нашиот пат во издание на Просветно дело, една голема благодарност до Просветно дело затоа што ова се GP и Стефанатор, деца кои се обидуваат да ги остварат сите своји соништа, како и оваа книга, и да креатори на видео на YouTube од каде што се започна. Во оваа книга даваме неколку совети како да започне со она што ние го правиме. Нема да откривам повеќе. Во сите продолжни салони на Просветно дело Нашиот пат од GP и Стефанатор. За крај сакам, дечки, ваш рецепт за среќен и квалитетен живот и ве пуштам, имате 1 тон фанови за потпишување на книга. Почнете. Да. Па ете истото тоа што сакате да го правите го. Буквално Како кажав и Сакам рецепт на од ваша возраст да слушнам, нели? да се Како до опре. среќен и квалитетен живот, што ќе ми кажат едни тинејџери? Не ми укради сега тоа. Добро, Што ќе кажеш? ајде, седмото нешто у типсот у книгата, кажи го. Англиското don't А. over. Да не се оптеретувате многу, don't overthink, тоа да не си ставате многу глава, туку млади сме, времето не е толку многу колку што мислиме дека е, туку нема време, правете се сега, затоа што сега живеете во моментот и тргнете ги сите тие негативни и непотребни луѓе од животот што ви црпат енергија, туку само обкружете се со некои вакви прекрасни луѓе. Јас сум добро. И тоа, обкружете се со добрите луѓе, правете го тоа што сакате и тоа е тоа. Почитувајте ги оние кои што многу почитувајте ги оние кои што ве почитуваат, почитувајте ги Токму оние така. кои што не ве почитуваат. Па, Да, Ама добро. тоа е едно воспитување домашно, Јас- нели? Манирите се важни. Абе, Марко, добро, ајде. тоа некој Може да ги почитуваме, ама нека одат добро. надвор од животот, ако не се потребни. Да, види, детски приказни. Што би рекол еден млад јутјубер, животот е краток. Тоа многу ми се свиеше. Ајде за самиот крај, Ајде, Марко. Марко. Ако се работи за професионалниот живот и за амбиции, за работа, она секогаш да се цели кон тоа што го исполнува индивидуата, тоа што го кажавме претходно. За среќа, јас би кажал, особено со YouTube се видов таа мака кога сакаш нешто да го направиш толку перфектно и за најмали ситници се замараш, дури не мора да се работи за видеото и за приватниот живот, не треба бидејќи треба до степен, ама не премногу, да треба да се ужива во животот. Исто како што каже Стефан, би се надоврзал дека да гледаме секогаш да се обкружиме со луѓе кои навистина не сакаат и навистина не мислат добро. За жал, на денешен ден станува, мислам, се поретко и поретко таквиот сегмент на луѓе, ама тука сме тоа што е. Ке помогнеме. Да, многу ми е мерак и драго што Стефан се појави во мојот живот. Патем, YouTube-от не спој, да не беше YouTube-от како платформа, не знам дали некојаш во животов ќе знае дека постои некој Стефан Рашковиќ со вакви особини што
не знам, буквално не сакам цел живот да се разделиме, бидејќи има нешто што ми смени во животот. Буквално патеката ми ја смени. Не на моје ниво, едноставно да не беше ти, немаше да прскам од смеење секој ден на месенџер со видеа 200 што си праќам у секунда, како да ти објаснам. Ете вака, да си се дружите до 101. И назад. Ете Ја не така. сакам да искоментирам назад за ова, зашто знаеме вака кога ќе навлеземе во некој подлабок муабет, да трае со сати, Да, а тука да. немаме баш простор да траеме со сати, така да само ќе кажам фала и ми значи премногу. Јас ќе ви кажам, ви благодарам за тоа што успеавте некако мене и на публиката да ни го задржите тој младешки или детски дух. Се надевам дека публиката уживаше со моите драги гости Марко, GP и Стефанатор. Среќно момци, ви посакувам многу успеси, да се гледаме за убави работи, да триумфирате каде и ке движите по вашиот Фала пат. многу. Нашиот пат со Марко GP одлична турнеја, како што нели доликува на едни млади успешни јутјубери. Се гледаме во следна прилика, фала ви уште еднаш, а ние се гледаме точно за 7 дена со нови гости во Живот со стил. Ке ве поздравам. Чао.